Поголем обем на соработка на правните субјекти кои дистрибуираат земјоделска механизација со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Соработката се проширува во поглед на изработката на деловни планови и технички предлог проекти. Поголема соработка околу начинот на изготвување на деловни планови и технички предлог проекти по повикот за млад земјоделец, тоа е 112 мерката, во националната програма позната како 50-121,5 програмата и ИПАРД програмата, на која што дадоа 90% од фирмите, само една фирма не се согласност ние да ги изготвуваме техничките предлог проекти и деловните планови со цел потоа да имаме добра анализа, да видиме кај да се насочиме во понатамошното работење. Тоа значи дека некои од регионите, од 6 региони кај што оперираме, со 30 регионални единици, доколку нема доволно направени технички предлог проекти, со анализата да видиме која е причината, па да се насочиме понатаму во понатамошно работење во нивните региони. Советниците на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството своите теренски активности ќе ги извршуваат со нова опрема и униформи. На тие униформи ќе стојат логото на агенцијата, како и логото на фирмите кои што ќе бидат спонзори при набавката на опремата. Првично се согласија Хемометал и Симпекс кои што изготвија опрема за сите советници ширум државата и истата треба во оваа недела и во текот на наредната да биде дистрибуирана. Околу 40% е веќе поделена, останува само источниот дел од државата и северозападна Македонија. Така да во текот на наредната недела се тоа ќе биде покриено. Исто така Евростил донираше, односно не спонзорираше со мајци кои што исто така се наменети за советниците кои ќе одат на терен. Златков посочи дека очекуваат ваквата соработка да продолжи и во иднина, бидејќи вели дека и агенцијата и добавувачите на механизација, опрема и репроматеријали имаат заеднички клиенти и заедничка цел да им помогнат на земјоделците во Република Македонија. Следен чекор ќе биде набавка на заштитни чевли, исто така за сите вработени, со тоа само што треба да видиме дали ќе биде исто така преку спонзорство или преку собствен буџет на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Потребата од нови заштитни униформи за советниците се појави поради големиот број на теренски активности, велат од агенцијата.